После прилогот за референдумот во Валандово, овде во студиото ќе позборуваме за референдумот кој што се одржува во септември во општина Босилово. Со мене еден од активистите на иницијативата Спас за Струмица, господинот Стојан Велков. Велков, добре дојде во вестите на Канал Вис. Има уште 15 на 20 денови до одржувањето на референдумот, закажен за 3 септември, а вие сте веќе во активна кампања. Што се случува на терен? Кои места ги посетувате? Како реагираат граѓаните на информациите кои што вие им ги давате за отварањето на рудникот? Да, ви благодарам за поканата исто така, добро е најдов. Значи вака, нашата кампања, теренска кампања од куќа на куќа почна пред неколку дена, пред 3-4 дена. Нашите очекувања се надминати во однос на тоа. Наидуваме на едни прекрасни луѓе, прекрасни реакции. Луѓето веќе се освестени, луѓето ја сватиле сериозноста на ситуацијата. Луѓето сватиле дека ако имаш рудник блиско до тебе, блиско е цела Струмичка котлина, па дури и соседните држави. Ако имате рудник до себе, тоа е нешто опасно. Така како што всушност ги информираме ние, така како што луѓето прибираат информации, се разбира не само од нас, од интернет, па и од другите иницијативи, веќе знаат што се случува. Немаме некои проблеми со тоа. Например, одиме ние од куќа на куќа, среќаваме луѓе, почнуваме да разговараме за што сме дојдени, најтопло, најпријатно не пречекуваат. Ние почнуваме, тие продолжуваат всушност. Јас сум изненаден пријатно од нашиот народ, кој се докаже дека е мудар и дека може да размислува со своја глава. Пријатно сум изненаден за тоа колку е всушност запознаен, кои се фактички последиците од тој рудник. Кај народот, знаете, нема да се врти топката од таа страна, па од другата, па да ја гледаат од повеќе аспекти работата. Тоа е. Рудникот и самата иницијатива така почна. Рудникот е штетен. Колку е штетен? Што е штетен? Се знае, има во значи, прво и основна работа од кај ги влечеме информациите, тоа се студиите на инвеститорот. Таму има многу работи кои што се и како алармантни кога ќе ги прочитате. Тие информации многу е битно што дошле до луѓето и ги знаат. Втора работа од кај што може да се информирате интернетот. Знаете, не сме ние само со овој проблем. Има луѓе, милиони луѓе има во светот кои го имаат проблемот со рудниците, излегуваат, протестираат и пишуваат. Се разбира, има и стручни лица, професори кои пишуваат за тоа, за штетните влијанија, за последиците, за тешките метали, за хемиските елементи кои не се разградуваат. Сметате ли дека за информирање на населението во Босилово помогна и одржаните предходно 3, а еве сега во Валандово ќе биде 4-тиот референдум, бидејќи веќе половина година имаме активни кампањи во целиот регион. Сметате дека и тоа всушност придонесе за да се разбуди свеста кај граѓаните? Се разбира. Тргнувајќи од себе, мене тоа ми беше иницијална некоја каписла за да тргнам од кога го слушнав вашиот прилог со Ангел Наков од Гевгелија. Знаете, сето тоа тежеше некако во мене, ќе има ли цијанид, нема ли да има сулфурна киселина, како ќе биде процесот. Но кога го слушнав вашиот прилог, знаете, кликна нешто во мене. Тоа дека јас морам јас сум должен, како ние, како генерација сме должни да ја зачуваме нашата животна средина. И тоа се толку фрапантни, алармантни факти кога почнав да буричкам, кога почнавме да буричкаме низ студиите и ги откривме. Се разбира, многу се битни тие 3 референдуми кои што луѓето од општините Богданци, Гевгелија и Дојран изгласаа против. Битни се затоа што и народот, самиот народ кога разговараме со нив, вели, па да, има луѓе таму, и таму има луѓе, таму имат пријатели, роднини, ја познаваат фактички ситуацијата. Зошто и ние да не излеземе да гласаме против тие рудници кога навистина има штетно влијание? Некои од луѓето од Иловица и од Штука, значи веќе ги чувствуваат тие промени од самите ископини од рудникот. Водата е повеќе загадена, добитокот не ја пие веќе таа вода, па и самите луѓе. Значи, тоа не се шпекулации, тоа се од уста на уста директни информации од луѓе кои што живеат таму. Позитивно многу ги поздравам сите активисти, сакам да кажем, од нашата иницијатива, а посебно младите. Ме радува тоа што има една група на луѓе, сега се од Босилово и од Иловица, Штука,
кои доаѓаат со нас и се освестени без ние претходно нешто да сме разговарали. Сами увиделе колку е тоа штетно. Одговорија на повикот кој што го упативте? Да, одговорија на повикот, ти се активни, желни да доаѓаат. Јас посебно ме радува што има таква група на луѓе кои што и ми прават муабети дека сакат и после референдумот, и после откако ќе се избориме за да го нема тој рудник и воопшто да нема рудници низ цела Југоисточна Македонија, да продолжиме и понатаму со кампањи кои што ќе допринесат за здрава средина. Сега да не ги набројам кои се проблемите. Будење на еколошката свест. Точно така. Многу ми е пријатно и многу ми е мило кога ги слушам како зборуваат за тоа дека екологијата треба да дојде на прво место. Ве следиме целиот овој период кога кога имавте барање за распишување на референдум, во општина Босилово досега не се појавија луѓе отпор кои што ќе прават на референдумот, како што тоа се случува во Валандово целиот овој период, па реагира и за на некој начин саботажа на нивната кампања. Кај вас нема негативни, мазно тече целата оваа видете така, за наша голема среќа, односно за среќа на народот кој што живее овде, ние немаме посериозни обструкции од било која институција. До сега немаме обструкции, се разбира, ни од било која, од поединци ретки. Еве можем да кажеме еден, тоа буквално е така. Од 100 луѓе, еден ќе се најде што ќе зборува дека треба да има рудник, односно дека не е баш запознаен со последиците. Буквално 99% од народот е против рудникот затоа што е освестен. Нашиот народ е мудар. Таа мудрост, таа способност да размислува сам за некои работи како да се заштити, сега доаѓа до израз. Народот за прв пат после долго време ќе биде прашан дали сака да има да одлучи всушност за својата иднина и иднината на својата деца. За среќа немавме обструкции ни од општините, сите советници и од општина Босилово и од општина Ново село со 15 гласа, значи со 100% поддршка, излегоа и рекоа да, сакаме референдум и сакаме народот да одлучи што е за него добро, што е лошо. Јас искрено се надевам дека ќе ни се приклучат и советниците во нашата кампања. Нема до сега некој вклучено? Па има некои од советниците вклучено, но не активно, знаете. Ние бараме и активна вклученост. Да доаѓаат со вас на трибините, на средбите? Посебно ако успееме да од двете најголеми, највлијателни политички партии да вклучиме луѓе од таа партија и од другата партија, да дојдат со нас, да види народот дека всушност тоа нема врска со политика. Ние нашето искуство од сите 4-5 села кои досега ги поминавме теренски, луѓето се освестени дека всушност тоа нема никаква друга позадина освен позадината да си заштитиме здравата животна средина, затоа што тоа е суштинското. Природата е кршлива работа, таа се стварала со милениуми и сега доаѓаат некои луѓе и ти викаат социоекономскиот аспект одлично ќе биде, но не е така всушност. Тоа всушност и не е многу битно. Најбитната работа е дека луѓето се освестени и сакат да се ја зачуваат средината во која живеат. Цело време ми делувате некако многу оптимистични, дали тоа значи дека очекувате резултати барем како во Гевгелија, висока излезеност, висок процент на луѓе кои што гласале против? Се разбира, таа позитивност што е во мене ја чувствуваме сите од иницијативата, баш затоа што ја црпиме од луѓето кои што разговараме со нив. Знаете, пред почетокот на кампањата, така да ја кажеме кампања, ние го викаме тоа од куќе на куќе одиме, имаше некоја стегнатост, некоја сумничавост во нас. Нормално 4 месеци, 5 се занимаваме со тоа и сега доаѓаме во моментот кога треба да се соочиш со народот кој што треба да ти каже, да ти даде повратна информација што е како е. Искрено, тоа влијае на нас ослободувачки, тоа на некој начин не исполнува со убаво и го отфрламе лошото од нас. Јас верувам, убеден сум дека ќе излеземе можеби и повеќе од Гевгелија. Затоа што овде народот знае, освестен е дека природата не треба да се чепка. Некои работи не одат едно со друго. Еве дури да оставиме настрана дека сите луѓе се, поголем дел од луѓето се земјоделци. Дури и да не е така, а тоа е битен фактор, дека каде што има рудник не треба да има земјоделие. Дури и да не е така, луѓето велат дека
Не, тоа што секој нормален човек би кажал, ќе си посадиме нешто за дома, нели? Каде после тие, што треба да јадеме, на моите деца треба да го. Луѓето велат дека добитокот баш таму им пасе. Од тоа млеко треба на неговото дете да даде. Значи, едноставна е работата. Нема сплетки тука, нема игри, нема интриги, се знае. Отровот е отров, хемијата е хемија. Тоа не се разградува со илјадници години. И самата помисла дека тоа во колкави количини ќе биде. Тоа се илјадници тони цианид, сулфурна киселина, и тоа зборувам само на годишно ниво. Се знае дека сите дома домакинките користат солна киселина, можеби за да чистат WC и така натаму, за некои порано се користи, сега не знам колку се користи, но тие знаат всушност што е тоа. Кога ќе дојдеш до допир со една таква киселина, знаат како ќе реагира и организмот и природата. Тоа е многу битно, тоа е едноставна работа, да се свати дека црното е црно, белото е бело. И тоа е тоа што ни треба нам за да се ослободиме од овие натрапници, така да ги наречем. Имате уште 10 дена, ќе продолжите со активностите, со средбите со граѓаните. Имате закажано трибини со некој? Се разбира дека ќе продолжиме со активностите. Наша главна цел е да ги поминеме сите села и сите куќи до 3 септември на територијата на општина Босилово. Во план ни се исто така и трибини во поголемите села. Ќе одиме исто така и после, откако ќе ги поминеме сите села, пак со плакати, со мегафон да ги информираме граѓаните, да ги подсетиме дека на 3 септември има гласање. И многу е битно тоа, исто така им кажуваме на луѓето дека ќе има 2 референдумски прашања всушност. На флаерот кој после може да го снимате, ги пишува 2 референдумски прашања, тоа сега и јас би ги прочитал ако ми дозволите. На кои 2 референдумски прашања ќе бидат на 2 листа, 2 избирачки листа. Да не се буни народот, сакам да ја споделам таа информација. Значи, прво прашање е дали сте за или против отворање на рудникот за бакар и злато и ловица. И второто прашање е дали сте за или против отварање на рудници и рударски комплекси за металични минерални суровини на територијата на општина Босилово, а и на територијата на општина Ново Село, кога ќе дојде време за тоа. Па да не излезе дека да не ги збуниме гласачите, односно народот. На двете прашања нашата цел е да се заокружи против, се разбира. Тоа едното прашање е за да го моментално да го сопреме овој проект што е за бакар и злато во Иловица. Другото прашање е да не всушност во иднина на некој пак му текне да прави такви работи, да врши искупувања, да сака да земе концесија за металични минерални суровини, затоа што знаеме дека тие таквите искупи се многу штетни, затоа што се ослободуваат тешки метали од почвата, кај што си седат мирни и потоа кога ги ослободиш, како да се отворил Пандорината кутија, ќе излезат многу лоши работи од самата почва, кои што треба да се бидат во самата почва. И всушност и самиот процес на обработка на металичните суровини бара тешки киселини и така натаму супстанции кои се доста штетни за околината. Ви благодарам за одвоеното време и за учеството во вестите на Канал Виз, па со нови информации ќе повторно може да бидете гости да ги информираме граѓаните што се случува до референдумот во Босилово. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Јас се надевам дека ќе одвоите време и за други професори, стручни лица кои што ќе сакат да дојдат и да поразговараат малку за проблемот со рудникот. Секако. Така народот го храбрувам да излезе на 3 септември и се разбира да заокружи против овие рудници. Продолжуваме со останатите содржини на Канал Виз.